вообичаениот поздрав кој што ќе го слушнете на денешен ден, Христос воскресна, навистина воскресна, но и семејните собири, одење во црква на литургија, празнична трпеза збогатена со црвените великденски јајца, меѓутоа и постот и причеста се дел од асоциациите кои што се врзуваат со Великден. Меѓутоа, што представува Великден? Зошто велиме дека ова е најрадосниот празник помеѓу христијанските верници? Го символизира Христовото воскресение, но и победата на животот над смртта. За сите овие прашања, меѓутоа и за тоа кога историски се воспоставила светата тајна Евхаристија, односно причеста, и зошто велиме дека, впрочем, постот е вовед во причеста, како правилно се пости и дали постои посебен режим на пост во време на страсната, односно страдалната недела, останете со нас во продолжение, а ние ќе ви ги одговориме сите претходно наведени прашања. Многу христијански верници Великден го поврзуваат со постот. Великденскиот пост започнува ден по христијанскиот празник Прочка, а се завршува во неделата на денот на Христовото воскресение. Впрочем, постот се завршува по централната великденска литургија, која во црквите широм Македонија се организира во вечерните часови на Велика сабота, а по полноќ се прогласува Христовото воскресение. Верниците си упатуваат поздрави Христос воскресна, навистина воскресна, а неизоставен дел од великденските празнувања се и великденските јајца и семејните собири на кои се празнува победата на животот над смртта. Постот символизира воздржување на две нивоа. Телесно ниво, на кое постот представува воздржување од телесни задоволства преку храна, па затоа во текот на постот се конзумира што е можно поскромно храна со помалку зачини и во количини кои се доволни за ситост. Постот значи воздржување од прејадување или прекумерно препуштање на уживањето од храната и другите телесни задоволства. Духовното ниво на постот значи воздржување од зли мисли, победа на искушенијата, молитви и повеќе време посветено на читање на Светата книга, разговор за црковните учења и други дела кои ја вклучуваат Божјата помисла. Во почетокот, кога Бог го создаде човекот, го создаде да живее и да работи според определени правила и норми кои што му ги даде. Меѓу кои е и постот. Значи, постот му е даден на Адам уште во Едемската градина, уште во почетокот кога тој беше создаден. Имено, уште во првата книга Битие, втората глава, 16 и 17 стих се вели: И му заповеда Господ Бог на човекот велејќи: Од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на познавањето на доброто и злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. Всушност, повеќето православни мислители и свети оци велат дека во овој дел Бог го дава постот како правило и одредба во животот на секој христијанин, односно православен христијанин, до кој што истиот треба да се придржува за да во целост исполнува својата христијанска православна вера. Имено она кое што е напишано во овие стихови се однесува на воздржувањето кое што секој христијанин мора да го практикува во животот, а број еден од воздржувањето представува постот. Постот има своји два дела, духовен и телесен. Духовниот се однесува кон не само неправење на дела кои што не се подобни за човекот, туку и правење на добри дела, исполнување на добри мисли и така натаму, а телесниот е воздржување од одредени типови на храна. Кога сме кај телесниот пост, тука можеме да кажеме дека има неколку правила, односно типици, кои што ги именува православната црква, кои што се однесуваат за начинот и видот на воздржувањето од одредени типови на храна, односно како што по меѓународот се вели постење. Имено за време на 4 големи пости, Великденскиот, Божитниот, Петровденскиот и Апостолскиот пост, односно Богородичниот пост, имаме правила во кои што во одредени денови се блажи, односно се пости на вода, како што кај нас народот милува да кажува. Значи се користат многу постни јадења, приготвени на вода.
Во одредени денови се разрешува вино и масло и одредени денови, поголемите празници, дозволено е морски плодови, риба и така натаму. Во обичните пак денови кои што се во останатите седмици, средата и петокот, дозволено е да се разреши на вино, масло и риба. Меѓутоа, сите овие правила и нормативи, луѓето сами по себе не може да се ги практикуваат онака како што тие сакаат. Имено, за се нешто, за да може правилно да се ползува и да се употребува, мора да постои благослов од Духовен Отец, односно од свештеник, кој што на верникот ќе му разреши на каков начин и како ќе пости за време на определениот ден или определената седмица или во целокупниот пост. Независно дали се работи за конкретен пост или се работи за сите пости во целата недела. Кога зборуваме за великите пости, односно за светата 40 дневница, всушност можеме да кажеме дека овде има два вида на пости, се работи за два вида на пости кои што се фузирани, кои што се собрани во еден. Се работи за првите 40 денови од, како што кај народот е наречено, прочка, односно од првата недела, првата седмица, па се до Страстната седмица, првиот дел од Великите пости и Страстната седмица всушност представува и вториот дел од Великите пости. За првиот дел карактеристично е тоа што, освен тоа што има литургија на предосветените дарови, во деновите во кои што обично и нема редовни литургии, се со цел за да луѓето повеќе пристапат кон богоподобување, кон смирување на своите желби, страсти, помисли, меѓучовечки односи, измирување со своите ближни, за да можат и подостојно да се причестат. И имаме одредено типик во кој што од понеделник до петок се блажи на вода, а сабота и недела се употребува вино и масло. На два празници се јадат морски плодови и риба, а тоа се благовештение на Пресвета Богородица и цветници. Другиот дел од овој пост, значи од Великиот и Голем понеделник, па сето Великата сабота, всушност овој припремен период представува подготовка за сострадање со она кое што Господ Исус Христос дошол да го исполни овде на земјата, страдајќи за сите луѓе и за сета твар, искупувајќи го човекот и земајќи го гревот врз себе, на тој начин ослободувајќи го и од првородниот грев и победувајќи ја смртта, бидејќи пред тоа никој апсолутно не можеше да се спротивстави нападот на човештвото, кој што всушност се случува и во моментот кога прародителите Адам и Ева го прекршуваат правилото и нормите за постот, односно всушност јадат од плодовите на познавањето на дрвото и на животот во Еденската градина, нешто од кое што всушност Господ Бог им наложува да се воздржуваат. И целувајќи го гревопадот, повторно го воспоставува постот во оние рамки и димензии во кои што всушност и требало да се почитува и исполнува од страна на човекот уште од неговото создавање. Според божествениот домострој кој што го воспоставува Господ Исус Христос, во првите 3 дена од Страстната седмица, значи Великиот понеделник, вторник и среда, представуваат денови во кои што Господ Исус Христос ги кажал и најсуштествените параболи, поуки, кои што всушност човештвото успеало да ги слушне и да ги добие како поука во животот. Имено за време на неговото тродневно поминување низ Ерусалим, после цветници, кога е пречекан како вистински пророк, вистински цар и вистински Бог, кога целокупниот Ерусалим му извикува Осана, Осана, благословен оној кој што доаѓа во името на Господово, тој поучува во понеделникот, вторникот и средата, и затоа сите овие 3 дена се сметаат како еден ден. Постот се наложува во неговата најстрога форма, значи како што претходно спомнав, се вкусува храна која што е приготвена исклучиво на вода. Постот во Страстната, односно Страдалната недела,
се одвива со посебен режим и секако треба да се конзумира само храна која што е приготвена на вода и незачината храна со цел што поскромно да се поминат овие страдални денови. Историски страдалната недела се врзува со последните дена од животот на Христос поминати на земјата и во историски контекст се случиле многу настани кои што се врзани со Христовото воскресение, на кој што му претходело секако распнувањето на Спасителот на крст, меѓутоа и неговото предавство и низа други настани. Токму поради големината, односно големото значење кој што историски овие настани ги имале во животот на Исус Христос, меѓутоа и неговото воскресение како финален и најрадосен чин за сите христијански верници, оваа недела се нарекува и Велика недела, односно Голема недела. Свети Јован Златоуст вели: во таа седмица е пресудена древната тиранија на ѓаволот, победена е смртта, врзан е силниот, односно ѓаволот, и уништено е неговото оружје. Искупен е гревот, симната е клетвата и рајот е отворен. Тогаш небото престанало да биде недостапно. Луѓето се зближиле со ангелите, оттргната е преградата што ги разделувала луѓето од Бога. Границите се избришани, Бог на мирот ги измирил небото и земното. Според сведочењето на светите отци, особено на свети Јован Златоуст од 4 век, христијаните во првите векови ги зголемувале своите молитви и постот во текот на страдалната седмица. Во овие денови го поддржавале Господ Исус Христос, особено во љубовта кон човекот. Така, во страдалната седмица тие се обидувале да бидат што е можно подобри, пострпливи, повоздржливи и посправедливи кон своите ближни, правејќи дела на љубов и милосрдие. Во тие дни се сметало за недолично да се оди на суд и да се обвинува или да се осудува, па затоа во текот на страдалната седмица луѓето ги прекинувале сите тужби, сите судски парници, обвиненија, спорови и казни. Во овој празничен период се практикувало дури и да се ослободи некој од вратите на затворот, кој што не бил голем престапник. Деновите на страдалната седмица Господ Исус Христос ги поминал во Ерусалим и во храмот. Таму секој ден го поучувал народот. Затоа, според неговиот пример, и православните христијани овие денови ги минуваат во храмовите. Постот, односно великденскиот пост, представува вовед во причеста и целта на секој великденски пост е токму да се дојде до воведот во светата тајна, односно Евхаристија. Во историски контекст, токму причеста како една од светите тајни се воспоставила на Велики четврток и на причест се служи вино и секако сомон, односно леп, виното што го символизира Исус, односно неговата крв, и телото што е символизирано, односно символички представено преку лебот или сомунот кој што се дава при земање на причест. Инаку во Велики четврток и покрај воспоставениот строг режим на пост за време на страстната недела се прават мали отстапки со тоа што може верниците да се послужат и со неколку капки масло, токму поради тоа што треба да символички се одаде една свеченост, затоа што во историски контекст токму на Велики четврток се воспоставила Евхаристијата, односно причеста, како една од 7 свети тајни, и тоа токму на тајната вечера. Големиот четврток во оваа седмица представува мало отстапување во однос на целокупниот типик, затоа што представува една мала свеченост, бидејќи на тој ден се случува тајната вечера. Во чест на тајната вечера, црквата благословила и разрешила на тој ден да се блажи со масло. Значи, тој е единствениот ден во оваа страстна седмица во која што може да се вкуси масло. Меѓутоа, не се вкусува масло во изобилие, туку онека символички неколку капки се капнува, се со цел да се обележи воспоставувањето на светата тајна Евхаристија, која што всушност и се случила на самата тајна вечера. И тоа е целта, и тоа се всушност средствата кои постот ги
ги дава во својата изворна форма, односно да се стигне до самата света тајна, причест, односно незиниот литургиски принос. Според спасителниот домострој, Господ Исус Христос ја прима чашата на страдањето заради искупување на овој свет и овој век, и затоа прифаќа со понизност на велика среда да биде предаден, а на Велики петок фатен, бичуван, биен заради нас и на крајот да претрпи крстна смрт. Затоа Велики петок се смета еден од најтешките денови и на тој ден се препорачува сухо јадење. Значи, во најмала ракат ние под тоа подразбираме леп со некои одредени зачини и така натаму. Велика сабота е ден кој што во самата црква представува ден на предрадосно исчекување. Значи, во исчекување на воскресението на Христово, и затоа се вели дека на Велика сабота секоја твар замира. Значи, се што се случува всушност во Вселената, ја остава својата функција, чекајќи ја најрадосната вест Христовото воскресение. Веднаш по раснувањето на Господ Исус Христос и после неговата крстна смрт, ова е мощно својствено да се знае и многу битно и важно, душата на Господ Исус Христос оди во адот, каде што ги разбива портите на адот, на пеколот, и ги избавува сите души и ги води кон воскресението во Царството Небесно. Каква е ова страшна искупителна тајна, за тоа всушност не можат да посведочат ниту ангелите кои што биле непосредни сведоци. Но тоа е големината и силината на благодатта Божја, која што искупува и очистува и води кон спасение. И токму во тој спомен и сите ние на Велики петок и Велика сабота сострадуваме со Господ Исус Христос и ги сораспнуваме нашите похоти, страсти, желби, настојувајќи во целост, подготвено, снисходливо и смирено да се подготвиме за радосната и торжествена вест за воскресението Христово. Постот представува пат, односно процес, да се стигне до причеста, меѓутоа самиот пост завршува со исповед и покаяние и под водство на Духовен Отец се определува на кој начин ќе се пости, односно на кој начин ќе се земе причеста. Причеста обично се зема на главната и централната литургија великденска, која што е организирана на Велика сабота и завршува на полноќ со вообичаениот поздрав помеѓу христијанските верници Христос воскресна, навистина воскресна, и со символичното кршење на великденските црвени јајца. Меѓутоа сите верници кои што нема да стигнат да се причестат на Велика сабота, односно на централната вечерна литургија, тоа може да го направат и во утринските часови, односно на утринската литургија на Велика сабота или на литургијата која што се организира свечената литургија на Велики четврток низ православните цркви во Македонија. Причеста е навистина важна и на овој ден се повикани сите кои што се гревни, односно се грешни, да се покајат, и тоа е една од првите фази за да се дојде до целосно спасување, чинот на Евхаристија и чинот на конечното спасување, кој што практично и е еден од капиталните символи на Христовото воскресение. Значи во Евангелието според Лука 22 глава, од 17 до 20 стих, тоа ќе можат и самите верници да си го прочитаат, се вели: И откако зеде чаша, заблагодари и рече: Земите и разделете ја помеѓу себе, зашто ви велам, нема повеќе да пијам од лозовиот плод додека не дојде Царството Божјо. Потоа зеде леп и заблагодари, го прекрши и им даде велејќи: Ова е моето тело, што се дава за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и со чашата по вечерата велејќи: Ова е чашата на новиот завет во мојата крв која се пролева за вас. Всушност, ова представува воспоставување на светата тајна Евхаристија, причест, исклучиво кој што се случува само на божествената литургија. Не може на ниједна друга богослужба да се направи света тајна Евхаристија. Преку постот ние на некој начин се обидуваме да се доближиме до Бога, односно достојно да пристапиме кон причестувањето со светите
дарови, со светите тело и крв Христови. Колку можеме ние достојно да пристапиме, тоа е знак на прашање. И затоа некои од светите отци велат дека пристапувајќи кон светата тајна, Евхаристија, ние претходно се очестуваме преку пост, исповед и покаяние, кои што се исто така важни. Не може без одреден период, временски период на пост, онаков каков што духовниот отец ќе ни го наложи, и преку светата тајна покаяние и исповест да пристапиме кон причестувањето. Преку исповеста ние духовно се очистуваме од сите прегрешенија, гревови кои што сме ги направиле со збор, дело или помисла. Всушност, круна на тоа наше убогоподобување и тежнење кон Бога представува и соединувањето со неговите свети дарови. На самата воскресна литургија, ноќта во саботата кон неделата, кога се вели Христос воскресна, навистина воскресна, може да се пристапи и да се причести секој оне кој што со страв Божи, вера и љубов пристапува кон самиот чин на причест, на Евхаристија. Се вели дека тогаш се повикани дури најголемите грешници да се покајат, за барем тогаш да ја почувствуваат радоста на Христовото воскресение. Во Страстната седмица луѓето може да пристапат да се причестат на Велики четврток, бидејќи тогаш се случува литургија во чест на воспоставувањето на тајната вечера. На Великата сабота изутрината, на која што претежно се причестуваат помладите, дечиња, поизнемуштените луѓе кои што не можат да присуствуваат на вечерната на воскресната, и се разбира централната, главната литургија, тоа е вечерната, воскресната литургија во после полноќ, во неделата, на која што се повикани да се причестат сите, па дури и оние кои што никогаш во животот не ни помислеле тоа да го направат. Затоа што Господ Бог не е Бог само на верните, не е само Бог на праведните, туку е на сите. Христос самиот вели, добриот пастир е онај кој што не се грижи само за 99 овци кои што се во трлото, туку и за она една загубената, за која што всушност е должен да се погрижи, да ја пронајде и да ја врати назад во стадото. Во текот на страдалната седмица ни се представуваат централните библиски содржини. Гледаме дека целата Библија е христоцентрична, незината главна личност е Господ Исус Христос, а главното дејство е спасението на човечкиот род. Во овие дни зближени се настаните од Стариот и од Новиот Завет. Се што е пророкувано и предскажано во Стариот Завет и се што е забележано во Новиот Завет ни е на очиглед во настаните од страдалната седмица. Се е збрано во она што се случувало и во последните денови и часови од земниот живот на Господ Исус Христос. Тоа сето го сконцентрирала Светата Црква и го представува во една преубава и величинствена форма низ прекрасни богослужби во оваа седмица. Богослуженијата се збогатени и украсени со мудро избраните текстови од Библијата. Овие денови на богослужбите се читаат содржините од пророчките книги, од Евангелието и од Апостолот. За крајот, верниците се поздравуваат со величествениот поздрав Христос воскресна, навистина воскресна и се кршат со великденските јајца кои представуваат символ на великденската трпеза, на повторниот почеток на животот после смртта и на победата на животот над смртта. Вообичаено се бојадисуваат црвени јајца за великденската трпеза и тоа првите великденски јајца се бојадисуваат на Велики четврток во раните зори, додека останатите на Велика сабота според народните обичаи во Македонија. Великденските крошни се декорирани и раскошни, како што и самиот великденски празник. Времето на Великден се поминува во црква и во кругот на семејството, каде на најрадосниот празник за христијаните се празнува Христовото воскресение и победата на животот над смртта. Времето на светлата седмица, од Пасха, па се до Антипасха, значи од неделата на Воскресението, па се до наредната седмица, црковно представува еден ден, бидејќи сите служби се исти, идентични и се служи во сите денови. И
во сите тие воскресни литургии ние го живееме животот кој што би го живееле нашите души во Царството Небесно. Затоа во оваа недела не се прават никакви помени, парастоси, бидејќи Бог е целата оваа недела представува еден ден во која што всушност го славиме денот на победата на животот над смртта. Затоа ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија со торжествениот радосен христијански поздрав Христос воскресна. На сите христијански верници им го честитам најрадосниот христијански празник. Христос воскресна, навистина воскресна. Ви закажувам повторна средба веќе следната седмица, а до тогаш ви посакувам убави и пријатни празници. Се гледаме!